Почитувани колеги, почитувани представници на владата на Република Северна Македонија, благодарам на брзиот и конструктивен одговор во врска со моето пратеничко прашање, а кое се однесуваше на усогласување на пензиите, особено на ниските пензии после пензионерските протести. Во интерес на вистината, а и поради граѓаните, сакам да истакнам дека ова прашање партијата на пензионери и јас како пратеник повеќе пати досега го имаме поставуване. Почитувани представници на владата, радува фактот што владата многу сериозно пристапи кон нашите барања, кои се високо компатибилни со барањата на пензионерите и конечно е формирана работна група која работи на предлог на социјални пакети и помош на пензионерите со ниски примања и истата ќе предложи предлог закон за минимална пензија, што е партијата на пензионери веќе подолг период го бараше и што би бил единствен во закон во регионот. Ја користам оваа прилика да ги потсетам пензионерите дека во 2016 година просечната пензија изнесуваше 13.700, а сега изнесува 19.195 денари, што е зголемување за 40%, а минималната пензија во однос на тој период се зголемена за 47%. Но, без обзира на се, пензионерите се и понатаму незадоволни во оваа криза. Токму овие проблеми, како и манипулациите со чланарината, солидарниот фонд, самоволието на некои поединци во Сојузот на пензионери, а особено на председателката, генерираше уште поголемо незадоволство и опозицијата ги искористи маките на пензионерите, ги изманипулира со некои нереални барања и прв пат во историјата имаме протести на пензионерите. За жал, иницијативата ја преземне како и досега една минорна партија, иако сте организатори, дозволивте партијата на Јанко Бачев да биде организатор и еден од представниците да биде председател на иницијативниот одбор. Но владата имаше слух и навреме презеде мерки за надминување на овие проблеми, без да се наруши стабилноста на пензискиот систем. Благодарам.